Дали граѓаните ја препознаваат и пријавуваат политичката дискриминација? Колку партиската книжка помага во кариерата? Зошто е тешко да се избега од политиката во услови кога владата е најголемиот работодавач? Ова се само дел од прашањата кои ќе бидат отворени во денешната дебата насловена политичка дискриминација во Македонија, која Радио Мофија разбира најточно и најправилно е политичко убедување, уверување, а кај нас во законот е наведено како основа за дискриминирање политичка припадност или политички мотивирана, односно како што кажав претходно е поврзана со убедување политичко, она е забранета сегде во светот, значи секаде во светот забранета и се третира како од дискриминирањето, односно од афирмативната дискриминација и обратно. А за нашиот конкретен вие прашање што го поставивте, дали наведува, тука она дека може да биде директна или индиректна. До сега аз не знам, не сум сретнала, не сум запознана со случај каде што директно некој дискриминирал, односно формално е пропишан некој услов, да речеме конкретно, речеме во некој оглас е наведено, поготово во администрацијата, но тоа е поправливо, тоа не е нешто што не може да се поправи. Сега, веќе во вторава оваа констатација, тоа е резултат меѓу другото и на споил системот кој што се применува во нашиот политички систем, што регуларно споил системот се применува на први и втори ешелон само, значи политичкиот крем, така да се каже, политичкиот крем е тој што се колегата, односно гостинот ваш Миновски, он е запознат со во комисијата која што тој ја раководи, се доставуваат сите представки, меѓутоа тука има и невладени организации кои што се занимаваат со злоупотреби. Се разбира дека има. Кога ги споменавме граѓаните, мислам дека ова е убав момент на почетокот. Јасно више на сите треба да биде јасно. Нема што да се филозофира, мислам. А владата не ни е виновна нас за ништо. Јас така мислам. Владата не може да го решава поединечно секој случај. Нити има време. За члена не може да се вработиш. Не сум ни пробал, бидејќи сум и партиски неопределен. Као таков и нема шанса во јавна администрација. До сега се снајдувам онака како ми знам. Политиката е навлезена длабоко во поле, мислам, се преминати сите граници. По вакви одговори, господине Петковски, дали се поминати сите граници? Политичка дискриминација, така натаму, меѓутоа сега на почетокот би спомнете, на пример МЦМС има една анкета направено скоро, мисля че дека е барометар за еднакви можности, каде што 55% од граѓаните сметаат дека најчеста форма на дискриминација е според партиската припадност. Исто така народниот правобранител, кога е најсуровиот облик на политичка дискриминација за која се жалат граѓаните. Исто така тука направи и самиот од она што го пренесува медиумите, една етимолошка или едно етимолошко разјаснување, кажа дека по тоа не подразбира само дискриминација врз основа на политичка опција, туку малце пошироко, врз основа на политичка. Работиме. Јас сум подолго време во социјалната заштита, нели, и така натаму, и знам дека во делот на семејството на поединецот, на детските човековите права, мислев дека со промена од еден систем во друг систем некако, нели, имаме искуство, тој ќе го препишеме моделот, ќе го пресликаме, и тоа не иде така лесно. Веројатно мора да се одболува тој или да се тој процес да се помине. И затоа идеме вака доста тешко и на сите полења имаме и политичката дискриминација да е евидентна. Сите знаеме и тоа тешко се докажува. Значи ние не можеме, сега може да си говориме вака, нели? И баш е фина дебатата, емисијата, колегите што не се го средат тоа, ама треба факти и докази. Судијата утре кога дојде до судски процес вика дайте ми доказ. Кај да најдете точно доказ и така натаму. Не знам дали трпи сега да би можел да кажам точно. Сакам да прашам од оние 15 случаи на дискриминација. Колку од нив се во однос на политичка припадност? Само 3. Така. А имаме 33 покренато од 260. Што значи во врвот би дошло кај нас повише највише имаме политичка припадност и по политичка, би тоа не се релевантни зашто тоа не е истражување од многу поголем обем, повише години, па да речете 3000, 5000 испитаника. Ова се уште релативни бројки, ми тоа најверојатно највише тука и тука се најслободни да говорат. Дали доаѓаат кај вас граѓани и пишуваат представки во однос на
дискриминација при вработување по политичка основа, бидејќи многу често некако во општеството ја споменуваме она потребна е партиска книжка за да се дојде до вработување. Какви се вашите сознанија? Тоа екзистира меѓу граѓаните, зашто секојдневно се соочуваме, за тоа споделуваме во семејствата, со пријателите, роднините и така натаму, и веројатно тој се шири како некој феномен во тој контекст. Сигурно дека има предиспозиција своји, дека е тоа така, меѓутоа ќе нас па малце се јавуваат и да не се врзуваме само за делот на работите односи. Тоа е примарен и најчесто таму се гледа. Зашто нашиве 3 примери во кои што сме утврдиле, да речеме дискриминација укажуваат на тоа, меѓутоа имате и во културата, во социјалната заштита, во здравството, во образованието и така натаму и така натаму. Највише се врзуваме за работи односи. Да, добро забележа младата колешка која каже дека во самите огласи не стои сигурно дека експлицитно дека се бара таква и таква припадност, меѓутоа ние направивме на 2 пати едно блиц истражување. Едно месец дена траеше, едно сега го промовиравме со подршка на ОПСЕ пред една недела. Како комисија нашиот извеше тоа истражување кое укажува на прапирачки непознавање на на цела една гарнитура на сите граѓани, скоро да не кажам единствено ние луѓе што се бават конкретно со овој феномен, и можеби студентите што го проучуваат тоа, институциите, јавните институции така натаму, каде што лицата во работа се соочуваат со носење на закони, па знаат си ги бараат правата. На пример, имаме во денешно време и никој тоа не го гледа, освен ако се заинтересирани со подршка на опште 6-месечно истражување на сите печатени медиуми и електронски. Испаѓа, значи, денес уште во самиот старт при објавувањето, значи тоа вешто може да го избегнат работодавачите, нели? Не мора да, и тоа не викаат. Да е 25 години, значи по возраст, да е женско, најчесто, нели, дискриминација подоцна мажите, да е женско, и на крајот и дури во некој контекст на личен и општествен статус да има и слика. Уште малце викаме да не може да почне да барат, нели, ајде малце да се нашалиме и обеми, и не знам таму како тоа иде. И се не зачуди Катар Airways. Јас идев на семинар кој ни бара, нели, одма мислење, ма да тоа се гледа така дека евидентно е дека кога побара обработување на стюарди и стюардеси и побара да момчијата кои ќе дојдат на интервју да бидат облечени во одела, во ред, а девојките да бидат не во сако и така натаму, меѓутоа да не носат најлон чорапи. И се новинарката постава, праша, викам, пошто за стюардеси, викам, сигурно од авион се гледа дека е директна дискриминација. Не знам како тоа може да се ограничи. Можете во условите на договорот за обработување после тоа, значи ние се уште во самиот старт имате се по закон за работа се мора да објавите плата, колку е, каде сте, какво место и така натаму, имате најчесто и шифра, не се ни пријавува, бара толку и толку вработување, девојки исклучиво или машки исклучиво и така натаму. Значи многу треба да растеме во овој контекст, односно да подигнеме свестоста на луѓето, да знаат, покрај нас се случува тоа. Меѓутоа во однос на оние работи кои што вие ги споменавте, тогаш веќе гледаме што се случува. Кога станува збор за дискриминација по политичка припадност, па и генерално за дискриминацијата, таа е можно тешко да се докаже. Шупеска, како може да се докаже политичката дискриминација? Па најпрво, она што аз би го сугерирала е најпрво да се согледаат повредите на сродните права, како што на пример слобода на мислење, слобода на здружување, и од тука евентуално да се исцрпи некоја референца со која што ќе може да се даде прилог кон докажувањето. Инаку самиот товарот на докажување, тоа знаете, спаѓа на страната на тужениот, а не тој што тужи. Така што по представките, ако не се лажам, Миновски, така е товарот на докажување, тоа е на страната на значи тој што дискриминира, тој мора да докаже дека не дискриминирал. Тоа е една олеснителна околност и во таа насока би требало тоа охрабрувачки да делува на представките. Инаку се разбира, дискриминацијата општо тешко е доказлива. Така, меѓутоа, кога имаме работни односи, кога имаме возраст, пол, тоа можеме да го видиме. Е напишано, меѓутоа никаде во оглас не можете туку така да го видите тоа, кај сите облици на дискриминација тешко се докажува. Честопати во огласите дуре е и наведено, меѓутоа, доколку треба да се има партиска книжка, под наводници овој пат го кажувам, во тој случај никогаш во огласот тоа нема да ви биде наведено. Да, нема. Што правиме потоа доколку еден граѓанин смета дека е дисквалификуван, дека не напредува во кариерата или дека можеби не ја добил работата поради тоа што нема или има партиска книжка?
Што да се направи во тој случај? Што може еден граѓанин да направи? Има повеќе варијанти на располагање. Има ли некакви можности, некакви механизми? Јас се извинувам, можеби Повелете. Може нели? Да. За конструктивност. Можеби со преку еден пример конкретен каде што утврдивме, воопшто на Карпуш се работи. Нели заврши времето на ЕНН и така натаму, мора да ги кажуваме за да утре заутре бари на тој начин влијаеме во намалување на дискриминацијата, значи именовано лице кој било на раководна функција доскоро, каде што секој било оценувано со 4 и така натаму, да и тоа е искарискирано, што да ви кажам, и тој систем можеби треба генерално се приспитам и тоа е тоа. Субјективизмот никош не може го спречите, мито генерално она секош имала добри резултати, врни да не кажам во организацијата, секретарот сега нуди само затоа што нели јавно се декларирало или била негде видено на митинг и така натаму, дека од друга политичка опција ја преместуваат во сосем друг. Тоа е локалитет исто на општината во Слокуќани, мито каде што нема никакви услови, знаете. Руинирано, без грење, без компјутер, без ништо и најнаш добива оценување, сега на 6 месеци, нели? Каде што ги добива сите единици, што значи дека следното оценување, другите 6 месеци, веќе може да избркати од работа. Имената поднесува до комисијата, ние бараме да се произнесе општината, нели секретарот и граначалникот сите релевантни фактори. Меѓутоа во исто време се обраќаме до Агенција за државни службеници, каде што она имала приговор. Се обраќаме до до трудовиот инспекторат, сите ни одговара дека од Агенција државни службеници значи веќе се прибираат доказите. Дека таа до скоро, значи упатува дека несоодветно е примено, дека имала субјективен пристап односно оценувањето, дека треба се преиспита наново да се преоцени, затоа што не може наназад со години да пројавувате интерес и се најнаш 6 месеци во интервал 6 месеци се да заборавите и ништо да не знаете. Така да тенденциозно беше, нели? Трудовиот инспекторат дека констатирал неправилности, тоа не беше нас доволно да кажеме дека има дискриминација. И даваме препорака да се врати. Значи во делот таму кај што евидентно можете. И тоа при вработување ако се исполнуваат сите оние основни услови, образование, додатни вештини, јазик и така натаму, нормално дека нема да можете. Тогаш е право на тој што вработува сепак во интервјуто индивидуално да го оцени дека има подобри перформанси, дискреционо право. Али во напредувањето, на што викате преместувањето тенденциозно веќе може да се примети. Имаме во Градинка во Тетово, имаме позад случај Шијаков во основно училиште во Штип, каде што веќе имаме конечно прва судска разрештица, за жал неповолно по нас сега за сега. Значи ние како комисија носиме така поставен законот, носиме даваме мислење, меѓутоа тоа не е облигаторно, туку само даваме мислење дека има дискриминација и чекори на постапување како да се надмине. Ако не постапи, дискриминаторот има право да се покрене судска постапка по тужба. Меѓутоа она што е добро се каже, ние по со законот може да бидеме викати како вмешувачи, како во овој случај што бевме и да го оправдаме нашето мислење експертиза што и не мора за судот да биде релевантно. Ние сега го препознаваме проблемот дека се донесе законот и колку е важно сите релевантни институции, особено судиите и судството. Судиите се уште него ни разгледуваат, него ни третираат, имаме Сандо Зиков, морам да го спомнам, извореден судија кој некако гулови моментот, сега да го викаме за да поентираме. Знаете, има суди што викаат, што се мешате овој работен спор, ние ќе се решаваме. Викаме судија во ред. Вие може да речете дека нема повреда на работен, нели, од работен спор, меѓутоа ние збориме за неповолен треток за дискриминација. Нешто друго во оваа судска постапка. Во свеста да збориме дискриминација, неповолноста. Јас за разлика од вас остварам некој право, вие тоа не можете, а истите предуслови ги имаме. Судиите почнуваат да ја препознаваат дискриминацијата. Што е со граѓаните? Колку тие ја препознаваат, Петковски? Па да, ја само малце би се навратил уште една хипотетичка ситуација поставил. Значи голем дел од дискриминацијата не настанува политичка дискриминација, не настанува само на работното место, туку и при регрутирањето, ако ги отворите извештаите на Европската комисија за напредокот на Македонија, во делот за јавна администрација, ќе видите дека и таму се забележува, што јавна тајна кај нас, дека и при регрутирањето настанува огромен дел од проблемот. И тука да кажеме дека голем дел од проблемот може да се реши законски. Затоа што колку да е подобар законот од колку што беше, се уште остава една маргина за дискреција на раководителот кој што треба да го направи крајниот избор. Значи до некоја точка имаме некакво мериторно оценување на кандидатите, потоа влегуваат 5 кандидати и еден од тие 5 можеби е фаворизираниот или како кажеме колоквијално и како што се збори на улица, он е од списокот. И сега можеби не знам какви се вашите дали имате капацитет таква работа да истражите, да кажеме, дали имате право да влезете во таа
во таа Право имаме. оценување на таква работа. Да, благодарам се Еве ја познавам неколку Така. поединци кои што се имаат фантастични CV-а, кои што завршиле на странски универзитети, кои што биле веројатно најдобри кандидати, по неколку пати влегле меѓу тие 5, а на крај извисиле. Така, мислите дека и законски може да се Да, подобри да, овој тоа дел? се- тоа- Што да, да, конкретно? Секако треба да се укинат колку што е можно повеќе, се стеснат дискреционите права на институциите што вработуваат. Значи, ако е мериторно, нека е мериторно на крај, а не да е мериторно до последната фаза, а во последната фаза да се одлучува врз дискреционно право на раководителот или на министерот и така натаму. Миневски. Па да, потполно право колегата, дефинитивно дека не можете во тој дел да се докаже. Ние можеме во тие претходни постапки кај што имате погрубо прекршување на одредено право при апликацијата, при така водењето на постапката, и то веќе дека дискреционото право нели на оној работодавач и така натаму е преголемо и држи дека тука може треба да дефинитивно се менува, се настануваат. И тоа идеално сигурно нема некој да се скуцка. Ние збориме сега дури на почетокот сме за некои елементарни состојби. Значи, еве се комисијата е така поставена како што е. Ние не сме професионално ангажирани таму, имаме професори, тројца, сите двајца работиме во министерство, собрание. Повеќе да ви се возможи од државата. Конечно, што да ви кажам, значи без секретаријат, ние БФ Вуриска има огромна традиција во делот нели на човековите права и така натаму и ни представија, меѓутоа тоа е земја како нас, 1.800.000 и помалку се. И слична е во Баш разцепита јурска. така, баш така. Стотина имаат во секретаријатот, тоа се правници, PR и така натаму луѓе кои што работат, а комесарите нормално луѓе кои што се докажани на полето на човекови права, се собираат еднаш месечно, не еднаш неделно. Сега ние во исто време и ги известуваме другите, да не кажем малтени архивска и курирска работа, едно лице имаме позајмено од министерството што работи, меѓутоа конечно на база на ИПА проектите кај што моравме да одговориме дека мора да формираме, ние го апострофиравме тој наш проблем, да кажеме хендикеп. Мислам сега во крајот на мај месец ќе се иницира, има заклучок на влада да конечно формираме секретаријат, значи ќе има конкурс да се распиши и да почнеме со тројца, петорица, веќе тогаш е друго. Тие лица биделе значи непосредно таму ми направиле увид во нели правилникот, во систематизацијата и да се доказите кои собираат. Значи имаме право, како право имаме, не сме да ни попречат. Или ако ни попречат и не ни одговорат, го земаме за релевантно она што е укажано во нели представката, која исто така може да биде нели дискутабилна, може некаде имате тенденција. Имавме на представка од високо позиционирано лице од МНР. Се не во делот на работа ми тоа повише беше на подноса неговата сексуална ориентација, кој јавно кажал дека нели хомосексуалец, бил конзул и така натаму. Добрете, он смета дека се заради тоа назадува во кариерата. Ние со братите до МНР меѓутоа имаше крунска ситуација. Они не го доставија конкурсот, ние направивме во се до тоа и немало избор, имало 8 или 9 кандидати, сега не ме држите збор, друго водеше. Значи не е избран на тој конкурс ни еден. Така. Затоа што немало стрес во моментот се одложило и така натаму, не тенденциозно дека заради тоа. Меѓутоа он тоа го покрена како постапки, ние рековме, веројатно проба да го искористи нашата институција да можеби влие во Министерството на надворешни работи. Така да се е можно. Имате и хроничари кои што се незадоволни. Нема доволно капацитети, не сака, не работи, така преместен на друго место и најнаш, аз затоа што можеби сум спомнал дека сум политички. Се е битно и затоа е многу важно да имате реална представа и навистина коректно да се завршите работата, а не некого да набедите заедно со останатите. Темата со вработувањето и отказите во јавната администрација некако пред избори и после избори ни станува мощно актуелна. Има ли основ за политичка дискриминација во овој период и една тенденција зголемена, посебно ако се земе во предвид фактот дека државата е најголем вработувач? Имавме не така убави случаи во однос на минатите локални избори. Ќе видиме сега што ќе се случува со овие избори, во очекување сме нели на формирање на влада. Меѓутоа, како граѓаните да се однесуваат во овој период? Треба ли да бидат дополнително внимателни и на кантар да ги премеруваат работиве? Чупевска? Па, секако дека треба да бидат внимателни. Граѓаните не само сега би требало да бидат општо внимателни заради нивната сигурност. Знаете, државата во известна мера може да ви ја гарантира сигурност органите, меѓутоа ако сам не се пазите, никој не може друг тоа да го стори за вас, иако државата има и одговорност да ве заштити. Сега, вашето прашање апропо избориве, видете, разрешницата од изборите уште не се знае. Така што непримерно би било
Ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Дали треба да се учи можеби и од искуството кое што го Нормално, имавме претходно. Ја споменавме и оние откази кои што се делеа за време на локалните избори. Па таму беше индикативно бидејќи во самиот, како што се сеќавам, на самиот митинг политичарот кој што го наследил, кој што ги малте не избркал 8 директори, најавил дека тоа ќе го стори. И тука, например, мислам дека тоа беше, не знам дали го следите вие случајот, за гостиварскиот случај со 8 директори. Имаше во Кичево и во Да, или па, например, случајот со комуналец. Колку е тоа дозволено во една правна држава, ако може да го кажеме? Не е нормално дека не е дозволено. Се Да, сам разбира имаше. дека... Кажете? Па ја затоа и сметам дека проблемот е поширок. Не можеме никаква заштита да очекуваме кога луѓето немаат доверба во судството. Еве како што и народниот правобранител забележал, луѓето до некоја точка се борат за правата, кога треба да истераат работата на суд, да идат се откажуваат, дигаат, креваат раменици и се откажуваат. Не можеме ние да очекуваме перфектен систем кога судството, кога луѓето немаат доверба во судството. Ради разни искуства, едноставно е дискредитирано. Земењето... И генералната таа некоја правна сигурност и така натаму. И од тука мислам дека затоа и неколку пати напоменав дека каква и да е правна рамка, каква и да е за заштита од дискриминација по било кој основ, доколку поширокиот контекст е неповолен за борба против дискриминаторните практики, тие ќе си продолжат. Затоа треба пошироко да се гледа. Дека дел од оние граѓани кои што сте ги анкетирале сметаат дека политичката припадност е оправдана на некој начин, па дури и потребна, предпоставувам. Што покажа вашето истражување? Па, ја како што кажав, околу 20% од граѓаните, тоа што сметам дека цифрата е повисока, е затоа што дава посакувани одговори, нели никој не сака да каже дека тоа е оправдано, сметаат, гледаат некаква оправданост во тоа. И затоа мислам дека тоа има врска со менталитетот. Како што знаете, ние сме Балкан, или тука постои една клановска политичка култура, значи во која што е многу побитно кој поединецот познава отколку што, нели, знае. И мислам дека политичките партии само го репродуцираат тие практики и вредности и ја тераат работата натаму. Од тука вината дела и во нас, во граѓаните, нели. Од една страна не можеме да ги обвинуваме, меѓутоа Па затоа и кажав дека не може се државата. Тоа не од друга страна, кога ние ќе посакаме, ако ставиме го кажеме во политиколошки речник, кога политичката побарувачка ќе биде таква да такви практики нема, мислам дека и партиите нема да прават такви нели работи. А доколку погледнете некои пошироки истражувања, како не знам, Европската студија на веројдностите, ќе видите дека нашава држава, нашите граѓани, како и граѓаните во регионот, поради целиот тој контекст на ограничени ресурси во кој што живееме, се уште даваат големо значење на вредностите на преживување. Со други зборови, тоа значи дека секогаш е спремен граѓанинот, нели, да се обезбеди, без оглед дали начинот на кој што тој се обезбедува ги крши правата на другите, дали тоа, не знам, ги крши правата на fair play, на еднакви можности и така натаму. И тоа е затоа мислам дека проблемот е многу поширок. Она што треба да се прави да се дига свеста во овој момент. Минимум. Така, како да дигаме свеста? Па со континуирана едукација, нема друг начин како. Додуше треба и ресурси за кампањи. Истражувања се разбира. Како граѓаните да ја препознаат? Како да препознаат што е дискриминација, што не е дискриминација? Видете, тоа е тешко и судот да го утврди, истражните органи кои се бават со тоа, а не па граѓаните. Сега реално зборувам. Меѓутоа мора да тргат од нешто. Се разбира дека треба да се едуцираат. Второ, не знам, очекувањата мене мисля дека може да се поправи. Меѓутоа, како што кажа Петковски, културата во која што живееме, значи вредностите кои што ги имаме на овие простори, не можам, јас лично не ги поврзувам со некои поголеми либерални капацитети на граѓаните. Напротив, повеќе би ги врзала за илиберални вредностни компоненти, кои што пред се подразбираат бегање на одговорност, значи граѓанинот бега од одговорност. Мислите се оди по линија на помал отпор? Еве, вулгарно кажано, да, баш на тоа мислам. Знаете, слободата подразбира и одговорност за своите постапки. Ова што Љупчо го кажа пред малку. До известна мера тргнуваат во процесот и после се откажуваат. Значи нема кој да не го реши друг проблемот ако ние самите тоа не го направиме. За се е во животот, така па така и за ова прашање.
Последниве 15 на години до Уставен суд стигнале 17 решенија за политичка дискриминација. Сите се отфрлени. Да, ги Па видов. како да се истера правдата? Ја би може сакал само малце се надовзам преска една социјална компонента на за ова, затоа што убаво го поставивте како платформа за дискусија. Значи, мораме да почнеме што најмала возраст, значи дома првин, кој се збори, затоа што универзалната декларација човекови права е многу мала, со една реченица фактички кажува. Сите ние на земјава се раѓаме со права и со слободи, со дигнитет. Тоа треба да го всадуваме како концепт на дечињата во градинка, во училиште, согласно нивото на развој, нели? И да се расте со тоа да знаеме да побараме. Јас практичен пример ќе ви кажам. Значи имаме ситуација, никој нема да ви тропне дома дека дали сте дискриминирани да ве праша или насилство трпите ако не пријавите. Па дур после системот ќе гледаме колку е ефикасен. Значи ние како систем, како закон имаме поставеност. Мито сега малце и во таа функционалност на системот, дали бараме помош или не. Сега една господја има од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во Гостивар, добива од раководителот нејзин, нели, решение каде што е прераспоредува на работно место, има право човекот, нели, има потреба, зависи, каде не се сите работи не се случува сите во градот, училишта, нели, има и во село и во град, ми тоа во пензиско и инвалидско и од Гостивар ја прераспоредува во Делчево. И сега ако малце размислите, нели, знаејќи како се маршрутите, ја викам со хеликоптер ли раководителе да иде женава, како да стигне на работа, кога да тргне од 2 сат на Сабајле. Првен закон за работа се тоа што уште беше вадечка на одредба до 50 км може да распореди. Она си поднесе, ние констатиравме, човекот постапи, раководителот ја врати, и тоа од Гостивар ја стави сега во Кичево, каде што е 20 на Да, па тоа е просторот за мобилност, тука се голем простор има за злоупотреба во тие два закона. Има потреба. Меѓутоа, повторно, господјата која што е самосвесна, знае да се избори своите права, и поднесе уште една представка, вика согласно зеро, 2 години пред пензионирање немате право да ме распоредите. Ние пак викаме има дискриминација, ја постапи и се врати. Значи, видите, ние не дојавме дома да ја јакнеме и да кажеме, самата жена беше свесна, знаеше, беше обстојуваше да си ги заврши работите така натаму. Така да во тој контекст верувам дека само така мораме да постапуваме. Значи, ги јакнеме граѓанството да знаат дека постојат механизми, битно да се поднесе, нека не се утврди, нека мито ќе се развива процесот. Ние во оваа ситуација кога се обраќаме до потенцијалните дискриминатори, верувате, немаме медиаторство ние во законот, ама сакате не ќе пострадувате. И некој од нив вика, па ја појма немам дека тоа е представа дискриминација, не ми е проблем мене тоа ако не сака да го направам. И ние викаме дали се задоволни со тоа или идеме со суд, не, ворете, нека се извини или нека ми компензира тоа што беше и така натаму. Значи, немаме доволно свесност, евидентно и тоа мора да се работи. Значи, по пат на кампања, доближување, училишта, значи да се користат овие масовните, да речеме, организации кај што тоа може да се пласира, работодавачи и така натаму, комори, секаде инспекторатите кои што имаат врска тоа да го констатираат и да укажуваат. Меѓутоа, сметате ли дека граѓаните генерално можат да се изборат сами за себе во една ситуација кога на политичките елити, кои да се, им одговара да граѓаните постојано влечат на едната или на другата страна и да се однесуваат буквално на оној начин по линија на помал отпор? Колку на владеачките елити им одговара ваквава ситуација како што е сега во моментов? На сите елити тоа им одговара. И како граѓаните тогаш во тој случај да се изборат со сето тоа, бидејќи сепак живееме во една држава во која што имаме влада што е најголем вработувач. Како да се избориме? Тешко е, али мора да се бориме. Не можеме да се откажуваме. Ниедна од државите што ги земаме како репер за било кој дел од сегмент од живењето не е станала тоа што е преку ноќ. И не станало тоа што е затоа што на елитите се сетиле и дале простор за слобода на луѓето. Луѓето сами треба да се изборат. Имаат ли граѓаните мој, значи, во овој дел да се изборат? Секако дека имаат, ја мислам дека постои огромна апатија, мислам дека постојат вредности како што постојат, меѓутоа треба сами да се избориме. Никој нема да ни ја даде таа слобода на тацна. Мислам генерално за сите проблеми, како за сите проблеми, така и за овој конкретниот што го нели дискутираме. Луѓето може да велат дека и постои дискриминација и така натаму, се дека ги прифаќаат практиките и тоа го легитимираат на некој начин. Без оглед дали тоа потекнува од елитите или од граѓаните, нели сега тоа е веќе приказната како за кокошката и јајцето. Се дека тоа го репродуцираме, сме во магиопсан круг. Кога ќе се прекрши работата, тие практики ќе почнат да стануваме како посвесни за нив, така и
така и нели ќе почнат повеќе полека да исчезнуваат. Но тука имате и коректив, затоа не за џабе се збори, има и договор за стратешки план, мислам, заедно за соработка и на владата и на сите институции со граѓанскиот сектор. Сега само да не држат некакви своји линии и така натаму, тоа не е уред, ако го напишат концептот на граѓанските ангажирање, ти се дефинитивно јак коректор. Значи, имаме организација припознаени во борба против семено насилство, против хендикеп, да кажеме, против за детски права, многу сериозни. Еве го Полио Плюс, например, беа иницијатор на собра 17.000 потписи собра за да се инициира се донесе системски закон за заштита на лицата со хендикеп. Притисна се ратификуваше конвенцијата. Значи има моќ во тие организации. Медиумите вие исто така сте неверојатно да речеме продолжена рака на системот, да кажеме, справување. Сега имаме медиуми. Факт е во сите сегменти имаме и некои ситуации каде што не упатуваат на тоа, се брани нечија агенда и така натаму, што го напише генерално граѓанскиот концепт, што не е во ред. Да. Господине, прашањето со Уставниот суд и со отфрлените решенија, како да се истера правдата, повторам, во еден ваков контекст? Па може би Уставниот констатирал и постапил праведно, не може да ги негираме, тоа е врвот. Нели подобро знаат колегите, веројатно судиите имаат право на судиско убедување, тука е крајот. Меѓутоа веројатно и тука мора да се делува, се влие, затоа што се менуваат состојбите. Еве имаме и факт е дека имаме и наплет преку Академијата за обуки за јавни обвинители и суди. Има задолжителни часови, така да беше мислена именка да слушаат судиите дискриминација, меѓутоа се секад не слушаат. Па некој од нив ќе се заинтересира, некој не. Значи мораме тука да продреме зашто се они да висат на врната фела, која што ако таа не покаже доблесност и така натаму и не решава спрема оној праведниот аршин, тогаш не знам кој. Чупевска, чувствувам дека има коментар на ова? Не имам коментар, уствари имам коментар, јас баш непосредно пред да дојдам тука ги гледав овие решенија вие кои што ги споменувате. И сега непримерно е да се коментираат одлуки на Уставен суд. Тоа е една како стручњак. Не сум правник. Меѓутоа оно што ми остави впечаток е дека многу непрецизен е јазикот на решенијата. Значи јас како апропо ова што ме прашавте какви се можностите на граѓаните. Не можев да утврдам за каква фактичка состојба станува збор во конкретните случаи што ги гледав. Иако кратко ги гледав, меѓутоа компаративно во однос на страсбуршките случаи, претходно страсбуршките ги гледав и далеку по прецизни беа наводите во нивните решенија, односно нивните одлуки, компаративно во однос на Уставниот суд. Сега мериторно не можам да кажувам за случаите, не сум ги видела, треба случај по случај да бара сериозна анализа, ако веќе станува збор за тие конкретни случаи. Треба и судот вака да покаже добра волја, како комисијата што покажала со еден случај, сега што во еден-два што ги кажавте. Минимум барем тоа може да го направи, ако смета за потребно, се разбира. Колку се овие позитивно решени случаи битни, или барем еден, како што споменавме, за... 3 имаме ние, се свина. Подосна политичка, да. Стварно многу. Да. 10 имаме, бар не еден. Ние пуно алвесели. Колку се тие важни за будење на свеста на граѓаните? Петковски. Секој дека се важни, мислам. Секој преседан е важен, секој првенче е важно за да воспостави некаква пракса. Меѓутоа, мислам дека има уште многу простор да се работи и натаму. Во описот на комисијата се наведува дека таа го следи спроведувањето на законот, но иницира промена на прописи заради спроведување и унапредување за заштита од дискриминација. Што е направено последниве години за намалување на политичката дискриминација? Така, конкретно прашање. Значи, ние сме тука во тој да речеме со толку мал буџет не може да се работи дефинитивно. Меѓутоа сепак странски мисии, особено како опција што е добро дојдене, си не даваат максимална поддршка. Значи првпат по толку време оваа година ќе имаме истражување
за постоечката законска регулатива, која бора сериозен ангажман е тоа, зашто ние пробавме до генерален секретарија пред влада да доставиме барање да при носењето на сите закони, евентуално како што има тоа врска законодавство да е мислење финанси, дали има пари за тоа или не, да биде комисијата да ја прочистуваме на време легислативата, што ќе се промакне некој член кој што патува на дискриминација. Партнерски со некои здруженија исто тоа го не добивме одговор и бидејќи не добивме, сега ќе идеме со овој проект кој што на пример ќе упати посутре кој ќе излеземе со извештај дека во толку и толку закони, таму и таму во толку членови најдена дискриминација и очекуваме дека на база на тоа ќе ја подигнуваме свесноста, сега може да не кара, ама тоа е тоа. И кај владата ќе сите членители дека треба да се прочистува текстот, значи која веќе иде, која е поминува толку филтри, зошто да не помине и низ оваа селекција и да се укаже од луѓе што веќе тоа име фокус на работа и на делување, за да можеме да превенираме, бар да имаме солидна законска регулатива која не упатува. Затоа што тогаш нема да ви се случи дури и владата да излезе со конкурс и да побара тој огромниот конкурс што беше, најодма ни се јави од таму, претходно истата она не натера да направиме истражување за вработувањето и тоа во тој еден дел тогаш се бараше за неголем конкурс, ако знаете, за министри, државни секретари, масовниот, јавни директори, амбасадори и така натаму. Се беше голем и тоа ние сите имавме интерес и читавме доле кој каде се наоѓа можеби да аплицира некаде, никој не виде и ни јас, признавам, дека горе тоа веројатно премнички у преамбулата стои како на лековите што пишува со мали букви. Со високо вака така и фотографија. И сега кога рековме влада вака некој пропуск направиле, не дојде пред, факт е дека имаше. Така да во тој дел ќе многу важна работа ние тоа да го правиме и да правиме истражување вака по однос на одредени целни групи. Ние имаме состојба на пример на непристапност, не сакам да преферирам тама работа сега, нели, кога независно тело доаѓам комисија во ова влада, мито упорно со 2-3 заклучока упатува, имаме само 2/3 од локалната самоуправа што имаат пристапност, а да не зборам за јавните институции. Нови градби има закон за градба кај што не сме да не бидете пристапни. Не само пристапни, имаме само 2 хотела во Скопје, Holiday Inn и Арка кои што имаат и тоалет и да речеме и соба за хендикеп, не само да влезе, а што после тоа лице кое што има потреба. Така да знаете, многу ниско ниво не е тоа. Секојдневно ни се случува, видите во банките ќе дојде возрастен господин или господја на 60 години и викаат, не. Зашто? Возраст сте веќе, значи пред време умираме или го умираме човекот. Значи со кое право нема да ви дозволи. И во болниците многу често не ги примаат. При овој консултации ги замислувате како инклузивни и дали во нив ќе бидат поканите да дадат своје мислење сите невладини организации што работат во полето без оглед на тоа како ги оценуваме се ваква им или таква работата, тоа би сакал да ја прашам, значи без дискриминација, без така да. Дефинитивно за да имаме квалитет некако си мораме тоа да го вклучиме, меѓутоа не реков бевме лимитирани со средствата, сега друго е кога тоа опсет ќе го покрива. Значи ние некако би го менаџирале цел процес и ќе биде вклучени. Средства ќе ви дадат, се спремни многу од невладините. Одлично, да, тоа уште подобро ќе биде, да. Мито сепак ќе ги повикам и тоа се представува, нели, некој додатен напор и трошок, мито сега веќе ова година веќе до крајот на годината сигурно ќе имаме. Ете може и во нека некои консултативни мрежни поврзувања би требало да се соработува. Овој дел за можеби нека следно гостување. Што прави невладиниот сектор во однос на зголемување на свеста за политичката дискриминација и за нејзино искоренување на крајот на краиштата? Намалување можеби. Па како што кажав тоа што споменав, мислам дека генерално има прекрасни невладини што работат на полето, кои што работат директно и со луѓе што се жалат дека се дискриминирани. Мислам дека нивното мислење има доволно експертиза, доволно податоци од прва рака кои што, нели, доколку се побара од нив можат да ги споделат. Иначе во однос на дигање на свестот, да, мислам дека можеби единственото жариште единствените институции кои што толку ревносно работат на таа работа, на подигнување на свеста за дискриминацијата. Ако политиката ни е навлезена во сите пори на општеството, тогаш како да се бориме против политичка дискриминација? Џубевска. Па Љупчо начна преска нешто во врска со вредностите кои што се врзани за овој вид на политичка култура која што ние живееме. Јас би ја рекла и либерална, значи со нејаки либерални елементи. Видете, демократијата е едно, либерализмот е друго. Либералната демократија може да трпи, да речеме, деполитизирани општества, меѓутоа млади демократии како нашата имаат озбилен проблем со тоа. И па често затоа и се нарекуваат полуавторитарни режими или недемократски режими, меѓутоа ние сме 23 години демократска земја, кој што не значи истовремено дека сме и либерална демократија. Тоа е, сега
вие како да се бориме? Пак ќе ви кажам. Значи, според мене и според моето искуство, животно и професионално, јас сметам дека едукацијата е најдобар можен начин за самоосвестување, за самооплеменување и за личен развој. Во таа насока, мислам дека прво човек кај себе треба да направи известна промена, па тоа да го репродуцира и понатаму. А за да се бориме, освен што треба да направиме, значи на две нивоа треба борбата да биде. Прво во личната свест за како можете себе да си го подобрите животот, на околината на општеството, па во крајна линија на државата, значи во вредносниот дел, и друга нормативниот дел. Бидејќи ова општество, нашето, вакви општества како нашето, имаат потреба од таа, да речеме, патерналистичка улога на државата, етатистички концепти државата да го реши проблемот. Кажа Лјупчо многу убаво, каква што е побарувачката, таква ќе биде и понудата. Значи, тоа е двострана улица, не може едно од друго да се одвојат. Значи, освен што треба да се менува свеста во насока на промена на некои вредности, либерализирање, вклучувајќи и одговорноста тука, значи либерализмот со одговорноста за своите постапки, едното и другото ниво се разбира нормативното, каде што мора и правна сигурност и овозможување на овие елементарни нели слободарски тактики да може да се практикуваат. Мислам дека ова бил еден добар крај на оваа дебата. Се надевам дека не слушна и граѓаните и институциите. Темата е актуелна, во Радио Мо веројатно ќе ја поставиме и во некоја нова дебата. Ви благодарам за гостувањето и се гледаме повторно во некоја друга прилика. Благодариме на вас.